Спремете се за маратон кон Европската Унија. Она што недостасува како дополнување на таа реченица е дека во овие 2 години Македонија истрча еден сериозен шпринт во интеграција во српскиот свет. Српскиот свет и неговото влијание се препознаени во релевантните извештаи на Европската Унија, не само кон Северна Македонија и во нашиот извештај за Македонија, туку и кон Босна, Црна Гора, Косово, со цел да и тие држави го успорат својот пат кон Европската Унија и со јасно назначена реченица дека српскиот свет шири малигно проруско влијание. Таа политика е препознаена и во последниот закон на State Department кој го усвои за Западниот Балкан, каде што јасно се укажува на недостатокот на демократскиот капацитет на режимот во Србија. А покрај тоа, освен се зборува и за отсуството од владењето на правото, нешто што е карактеристика на авторитарни лидери и авторитарни режими, и секако и таму повторено дека Србија шири малигно влијание во Западен Балкан во корист на Русија. Во вредносна смисла, она што мислам дека е дел од дебатата, дали Европска Унија, Македонија заглавена, Северна Македонија заглавена помеѓу Европската Унија и Српскиот свет е во суштина дали е Северна Македонија спремна за демократски вредности и транспарентни институции наспроти авторитарен режим и корумпирани и затворени институции, дали е спремна за еден стабилен економски раст наспроти јасното богатење на олигархијата, која дел од олигархијата јасно го помага кочењето на Северна Македонија кон Европската Унија. Дали ние ќе се залагаме за отворени општества или за тоталитарни општества и дали ќе ја потенцираме потребата од граѓанска одговорност наспроти општества во кои примитивниот национализам ќе буди емоции и ниски страсти кај населението и можеби најважно све општества каде што има јасно владење на право наспроти приватна држава. Ние видовме во однесувањето, па ако сакате и на премиерот во последните 2 години, каде што многу често велеше ќе ги влечеме за уши, па ќе му се јавиме на обвинителот, па еве сега го повикувам обвинителството да го провери тој и тој случај. Во суштина дебатата е таа, дали сакаме организирана демократска држава со владење на право и економски напредок, интегрирано во Европската Унија, или во она што се подразбира српски свет, каде што рековме дека авторитарните режими со стабилократијата не може да понудат економски развој и просперитет за граѓаните, но од друга страна наметнуваат сериозни проблеми.